Апостолски дела, 8 глава. Савле пак го одобруваше неговото убиство. Во тој ден започна голем прогон на црквата во Ерусалим. И сите, освен апостолите, се распрснаа по пределите на Јудеја и Самарија. А Стефан го погребаа побожни луѓе и приредија голема посмртна жалост. Савле пак ја пустошеше црквата. Одеше по куќите и извлекуваше мажи и жени, па ги предаваше во затвор. Тие што се беа распрснале сега одеа наоколу благовестувајќи го словото. Така Филип слезе во еден самаријански град и таму им го проповедаше Христос. Народот еднодушно внимаваше на тоа што зборуваше Филип, слушајќи и гледајќи ги чудата што ги правеше тој. Зашто нечисти духови со голем вик излегуваа од оние во кои се наоѓаа, и мнозина неподвижни и сакати оздравуваа. И голема радост настана во тој град. А во градот имаш еден човек по име Симон. Тој правеше магии и со тоа го вчудовидуваше народот од Самарија, велејќи за себе дека е тој голем човек. Него го слушаа сите, од најмал до најголем, и велеа: ово е силата Божија наречена голема. А го слушаа внимателно, затоа што подолго време ги беше восхитувал со своите магии. Но кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието за Царството Божјо и за името на Исус Христос, почна да се крштеваат мажи и жени. Тогаш поверува и самиот Симон, и откако се крсти, постојано го придржуваше Филип, и гледајќи големи дела и чудеса што се вршеа, се восхитуваше. Кога слушна апостолите што беа во Ерусалим дека Самарија го примила Словото Божјо, ги пратија кај нив Петар и Јован. Тие штом слегоа се помолија за нив за да го прима Духот Свети. Зашто се уште не беше слегол ниту на еден од нив, а само беа крстени во името на Господ Исус. Тогаш апостолите положија над нив раце и тие го примија Светиот Дух. А Симон, кога виде дека Духот Свети се дава со полагање раце од апостолите, им донесе пари и им рече: дајте ми ја имене таа власт, а над кого и да ги положам рацете, да го прими Духот Свети. Но Петар му рече: среброто твое нека загине заедно со тебе, зашто помисли дека дарот Божие може да се стекне со пари. Ти немаш дел ниту право на таа работа, бидејќи срцето твое не е право пред Бога. Туку покај се за оваа зла намера и помоли му се на Бога за да ти се прости помислата на срцето твое, бидејќи те гледам дека се исполнет со горчлива жолчка и во окови на беззаконие. А Симон одговори: помолете му се за мене на Господ вие, да не ме стигне ништо од она што рековте. И така, откако посведочи и зборуваа за Словото Господово, тргнаа кон Ерусалим, проповедајќи го патем Евангелието во многу села самаријански. А на Филип му рече ангел Господов: стани и тргни на југ, по патот што води од Ерусалим за Газа, кој е пуст. Тој стана и тргна. И ете, еден човек од Етиопија, Евнух, висок достоинственик на Кандакија, етиопската царица, која беше чувар на сите нејзини ризници. Тој дошел во Ерусалим на поклонение, а сега се враќаше и седејќи в кола го читаше пророкот Исаија. Духот пак му рече на Филип: приближи се и застани до колата. Филип побрза и откако чу дека тој го чита пророк Исаија, му рече: го разбираш ли тоа што го читаш? Овој одговори: како ќе можам да го разберам ако некој не ме упати? Па го замоли Филип да се качи и да седне до него. А местото од писмото што го читаше беше ова: како овца на клање беше одведен, и како што јагнето стои безгласно пред својот стригач, така и тој устата своја не ја отвори. Во неговата понизност тој беше лишен од праведен суд, а поколението негово кој ќе го искаже, зашто животот негов се одзема од земјата. Тогаш етиопјанецот проговори му рече на Филип: те молам, за кого ова го зборува пророкот, за себе или за некој друг?
А тогаш Филип ја отвори устата своја, започнувајќи да му објаснува тоа место во писмото и да му благовести за Исус. И одејќи така патем, тие стигнаа до една вода и етиопјанецот рече: Еве вода, што ми пречи да се крстам? А Филип му рече: Ако веруваш од се срце, можеш. Тој одговори и рече: Верувам дека Исус Христос е Син Божи. И заповеда колата да запре, па слегоа во водата обајцата и Филип и евнухот и го крсти. А кога излегоа од водата, Духот Свети се симна над евнухот, а ангел Господов го грабна Филип, па евнухот веќе не го виде. Тој радосно го проложи својот пат. Филип се најде во Азот, откаде што тргна во биколка, проповедајќи го Евангелието по сите градови додека не стигна во Кесарија.